Неодамна добив едно вип писмо со казнена содржина. Имено сум заборавил да платам една казна за паркинг, нешто што не ми се случило никогаш, бидејќи од секогаш сум имал некој вид страф од државата. Не знам дали психологијата се занимава со тој посебен вид на анксиозност и во која графа на својот Менделеев систем ја става неа. Тој вид на страф веројатно се вгнездил во мене уште во раното детство, кога татко ми во гола сиромаштија го затвараа за неплатен данок на имот на државата. Веројатно од тогаш државата, залегната, нејасно во мојата детска свест, ја доживувам како некое репресивно метафизичко чудовиште, пред кое човекот од низините на општеството, како што би рекол Блаже Конески, стои како задолжителна жртва што треба да го задоволи врховното божество што дава живот, како сонцето во древните цивилизации. Многу подоцна, кога го читав Маркс, сватив дека тој со еден потек од социолошки, антрополошки и психолошки аспект ја дефинирал окамовски прецизно тајната на чудовиштето држава. Надвор од идеалната држава на Платон, тој неа ја дефинирал како апарат за угнетување. Доволно за интелигентниот човек да разбере какво е тоа чудовиште и без да го чита Капиталот на филозофот, способно со запчениците на своето механичко тркало да ги меле обичните луѓе од широките народни маси, кои со своите раце го произведуваат вишокот на вредност за богатите и дебелогазиот државен апарат, државната администрација што се грижи за тоа. Фигуративно тоа потсетува на ловџиските загари на средновековните феудалци што ловат дивеч во шумите создадени од Господ за негова безбедност. Така, драг читател, од мојот случај со паркинг казната преминав на теоретизирање, од елементарна екзистенција до филозофија и метафизика. Тука, пак, се мешаат индукцијата и дедукцијата, одење од малото кон големото и обратно, од големото кон малото, од малиот човек, што е тема на нашата денешна колумна, кон државата и обратно, од неа кон него. Тема што де факто спонтано ја инспирира мојата паркинг казна, која од аспект на општествениот род, воспоставен во државата, е исправна. Оти и Исус рече, дај му го на царот царевото, на Господ Божиото. Туку малку се оддалечивме од срцевината на проблемот. Тоа сепак не е мојата паркинг казна против која се бунам. Оти и експресно ја платив. Туку судското решение набиено на 2 страници со густ текст од бирократски судски параграфи и една мала низа од негови бирократски извршители. Вистина, неколку пати го читав ова чудовиште од бирократски судско казнен текст, обидувајќи се не баре асиро-вавилонски текст, да го разберам и да ги одгатнам неговите метафизички шифри. Но не успеав, иако во животот може имам прочитано и неколку илјади, може и повеќе книги. Се во него е така направено, ама несмасно и елементарно неписмено. Само и само од петни жили да се оправда етиката на врховното божество во државата. Под тоа метафизичко решение пред кое не ќе можат да се снајдат ни Конфуци, ни Лао Це, беше потпишан извршителот Павле, поточно Павел, кој сепак според функцијата што ја избрал и што ја извршува, е многу поблизок. Ако се сеќаваш на библиската анекдота, драг читателу, до Савле отколку до Павле. Оти да се мине патот на преобразба од Савле до Павле покрај личен напор, е потребно и откровение, директна Божја интервенција. А тука посеизгледа ги нема ни едното ни другото кај мојот извршител. Сепак, ја сватив основната поента на судското решение за паркинг казната. Чувана е во мувлосаните архиви на бирократијата цела година, за да се зголеми 10-20 пати од почетната казнена цена кога требало да се плати. Тоа е тајната на државно-бирократската казнена алхемија. Јасно ли ти е, драг читателу? Или не? И една најмала беззначајна казна во однос на криминалот на луѓето од власта. Парадоксално е предмет на цела низа од судски и бирократски службеници,
вклопени во запчениците на државниот апарат, за да функционира пред се на најважното негово поле, казната. Сето тоа, драг читателу, воленс ноленс, кај мене како еден вид визија, ја оформи сликата на малиот страк трева начичкан со паразити што го цицаат, веројатно за свое окрупнување, неговиот хлорофил. При тоа по аналогија се запрашав зошто социолозите и антрополозите веќе не оформиле една посебна општествена наука што се вика паразитологија, во која целата државна структура на власт е амалгамизирана заедно и со незината огромна бирократска апаратура за одржување на системот кој веќе рековме, Маркс го дефинира како апарат за угнетување. Јасно од почетокот досега сме на темата на малиот човек, драг читател. Тој што е директно и индиректно предмет на државниот апарат и неговата дебелога за бирократија што го штити него со длабоко метафизичкиот и непрозирен механизам на правото. Да, и се би било тука во ред да не постои шизофренија, еден голем и непремослив хијатус меѓу поимите право и правда, кои во овој случај се разликуваат до степен на неспоеви антиномии. Оти и едното и другото, како што би рекол Кант, треба да му служат на принципот што го дефинира човекот како морално битие. Принципот што не трпи шизофренија. Тука тој ја има предвид правдата, а не поддржавеното право кое ја искористува и деградира неа. Од тука тој подразбирајќи го со неа априори етичкиот морален императив на човекот како најважен во критиката на практичниот ум. Иако атеист, го воведува Бог како нејзин постулат врз кој стои цврсто таа. Со него е во дослух и Достоевски кога вели: ако нема Бог, се е дозволено. А Ниче со неговата шокантна хипотеза Бог е мртов. Превреднувајќи се пред него, работите ги гледа отаде границата на моралот и законот. А се, и кај Кант, и кај Достоевски, се сведува на истото. Носталгија за моралната вредност, за божествената, а не за државната искривена правда и вистина вглобени во запченикот на манипулативниот систем. Имено гледаме како тој систем на правото во отсуство на правдата функционира и кај нас, драг читателу, на еден драстичен и бескрупулозен начин. Најеклатантен пример за тоа е божем законското, правно, само покачување на платата на високиот државен апарат за 78%, додека пензионерите со нивните полусакати синдикати чекаа државна правна милост, нивните сиромашни пензии да се зголемат за 5%. И еве ја, драг читателу, сликата на екзистенцијалната ситуација на малиот човек. Еве го на дело Марксовиот апарат за угнетување. Така, интересно е што со малиот човек не се занимавале посебно филозофите, освен во некоја скромна мера екзистенцијалистите, кои ги интересирала абсурдната димензија на екзистенцијата. Иако во една нова метафизика, во која е користен повеќе како филозофски експеримент отколку како конкретен жив артефакт на екзистенцијата. Маркс тука е апсолутен исклучок. Тој го откри малиот и понижен и од државниот владетелски апарат за угнетување човек. Тој апарат, таков, драг читателу, како што веќе предочивме и со конкретен пример, функционира безпрекорно и кај нас. Инаку малиот човек од низините на општеството е најсогледан како феномен во литературата од писателите. Со него, например, кај французите се занимавал посебно Виктор Иго, а кај англичаните Чарлс Дикенс. Но факт е дека со него, колку што знам, најмногу се занимавале и акрибично го истражувале руските писатели. Почнувајќи од Пушкин, почетокот на сите почетоци, Достоевски во руската литература, па потаму една цела плејада од Достоевски, Гоголј и Чехов до Горки и другите помалку познати. Може тука како архетипни на тој план да ги земеме Евгений и Париша на Пушкин од поемата Бронзениот коњаник, или Макар Девушкин и Варвара Добросјокова од Бедни луѓе на Достоевски и така натаму.
Па, сепак, најекспресивниот архетип на тој план тука, со екстра универзална димензија, го остварил Гоголј во неговиот чуден, едноставен и истовремено метафизички расказ Шинелот, со неговиот главен лик, ситниот чиновник Акаки Акакиевич, кој важи и за нас како слика на малиот човек. Сегде. Тој повеќе години штеди на чај, не пие, за да си купи како аристократската господа убав шинел како еден вид влезна карта во високото општество. На крајот, лишувајќи се од чајот, тој и успева да го реализира својот животен проект. Ама потоа, за жал судбината, таа проклета Deus Ex Machina си поигрува со него. Имено, при првата прошетка на Акаки со новиот шинел по Невскиот Петроградски проспект почнува да дува силен виорен ветер, а со него се движи една разбојничка група, која му го соблекува шинелот и ја снимува од видното поле. Така, па и кај нас денес, драг читателу, има не еден и два, туку илјадници акакиевци што не пиеле чај за да купат нов шинел, а на крајот, откако го купиле, некој како рускиот Акаки им го соблекол и украл. Во рамките на нашата тема некој метафизички разбойник им го слекол него затоа што не и платиле докрај, како што вели мојот Филип, доволно данок на метафизичката управа, државата. Но не само шинелот. Правниот систем на метафизичката управа, државата, може малиот човек, представник, да го соблече до гола кожа, угол гол, без да му понуди притоа, како што го сторил тоа Господ по гревот на Адам и Ева, макар и смоквин лист, за да ги покрие драгоцените географски територии на своето голо тело. Така, пак ја нагазивме, драг читателу, црвената линија на просторот, а не кажавме многу за модерниот мал човек што е пар екселанс жртва на правниот систем, кој по долгото лутање низ сивите ходници на правосудството како Јозеф К. на Кавка, без да знае зашто е осуден, а сепак долго се суди. На крајот завршува во каменоломот покрај судската палата, каде што го убиваат двајца судски извршители. Така. А на крајот, уште само да го кажеме она главното за кое ќе пишуваме во некоја друга колумна, а тоа е фактот дека малиот човек изразен во една збирна именка народ ја носи, како атлас небото, на плејки целокупната историја на човештвото. И тоа така безимен и понижен од власта и незината бирократија, од прастари времења до денес, кога пред се лукавата цивилизација, западната, го измисли најубавиот поим за владење со масите, поимот демократија. Поимот со кој почна колониализмот на западната цивилизација. А тој поим, скриен под превезот на правото, но не и на правдата, уште главно ги брани властодржната елита и незината подопашна бирократија, штитејќи го плюс и корпоративниот капитал заедно и со банките во кои е убаво складиран тој. А малиот човек, каде е тука во таа демократија тој? Тој е пуштен како убав давеник низ вода. Низ водата на демократијата, затворена во правниот властодржен систем. Низ неговите лавиринти тој скита барајќи ја правдата што ја нема за него. Како слугата Јернеј од расказот Слугата Јернеј и неговото право на Иван Цанкар, кој го учеше како лектира мојата генерација, драг читателу, во средното училиште. Не знам сега дали образовниот систем кај нас практикува таква или слична етичка литература. Не сум многу сигурен. Оти гледам дека на младите, Јункер, средношколци им ги забиле главите во компјутерите и пак веројатно за да им служат пубаво на интересите на капиталот, кој во новиот систем на експлоатација на работничката и сеопшто подчинетата класа работи со технолошки софистицирано оружје. И пак е тука безличниот малиот човек, Гоголевиот Акаки Акакиевич, кому правниот систем му го краде и со лишување стекнатиот нов шинел. Така, Џон Лок од плеадата англиски емпиристи пред големите откритија на генетиката тврдеше дека човекот се раѓа како бел лист хартија.
кој го испишува социјалната средина, општеството. Ама, за жал, општеството во кое врховен бог се власта и незината услужна, висока и пониска бирократија, чии имиња со големи букви испливуваат на тој лист. А името на малиот човек, стуткано во збирната именка народ, го нема. Тој, непрепознатлив и од власта со одречен јасен идентитет, едноставно е растворен, непрепознатлив во белината на хартијата што ја нуди како поле на идентитети Џон Лок. Тоа и така, драг читател. Останува по сето изнесено, како теза и хипотеза, да заклучиме дека малиот човек што ја осветлува со мартирска божествена светлина збирната именка народ, е најмногу погоден за две работи, од кои пак профитираат елитните слоеви на општеството, власта и незината елитна бирократија. А тоа е демократското гласање во кое се избира секогаш и истата, само со нијанси разлики, власт од почетокот на историјата до денес. За тоа нешто говори и Сократ. Второто е употребната вредност на малиот човек, народот со милиони акакакиевци сега голи и безчинел, за револуција што ќе го собори стариот за да дојде на негово место ново стариот систем, во кој малиот човек е исто така како и пред тоа турнат на маргините на екзистенцијата. Тој пак ги плаќа малите големи казни за паркирање или за поминување на црвено и така натаму. Додека елитата врз негов грб ужива, се криминализира и краде милиони и не одговара. Тоа е сликата и на нашата домашна македонска ситуација, како, за жал, сјајна илустрација на темата за која разговараме, драг читателу. Малиот човек се користи со правото на правниот систем на државата, но не и на правдата, која е исклучена од него. Таа е кај Господ, а додека ја заведе и обелодени неа тој на страшниот суд ќе помине уште време. Дотогаш, малиот човек, кого и Исус дојде да го заштити на земјата, ќе талка уште долго, како Јозеф К. на Кавка, низ метафизичките лабиринти на правото, што не познава правда.